Грчката фирма Интеркат не го продолжи договорот со штипската градежна фирма Бетон и со тоа и стави цврста јамка околу вратот. Договорот кој требало да биде потпишан во ноември не се случил, па денес работници на Бетон се повлекуваа од објектот на клиничката болница. Според представникот на фирмата Интеркат, денешното заминување на Бетон од граделиштето е нормално, зашто нивната деловна соработка завршила. Прекинат е договорот пред некое време со Бетон Штип како подизведувач и денес ништо повеќе од тоа, како и претходните денови, Бетон Штип си ги подига своите алати, материјали со кои работише во проектот. Нема ништо. Така да проектот се продолжува на работа, Интеркат продолжува до завршувањето на проектот. Кои се тоа материјали, што земаат тие? Па, контейнери, ситен алат, скелиња. Од друга страна, од Бетон тврдат дека раскинувањето на договорот е самоволно и еднострано, која на фирмата и донесе финансиски проблеми во висина од цели 2,5 милиони евра. Бетон Штип го изведуваше клинички центар Штип во изминатите 2 години, меѓутоа негде во 11 месец грчката компанија Интеркат еднострано го раскина договорот со Бетон Штип. Ние ве 3 месеци се обедуваме да се вратиме на објектот, да мирољубиво ги надминеме разликите и да она што значи причина за прекинувањето на работа го отстраниме и да Бетон Штип продолжи со работа, и до такво нешто не дојде. Грчката фирма према Бетон Штип должи негде повеќе од 2 милиони евра. Ние поведовме судска постапка против грчката фирма за наплата на нашето побарување, додека направи штета на фирмата со ваквото еднострано раскинување на договорот. Штетата е со несогледи последици, затоа што ние веќе 4 месеци немаме исплатено плати, сметката не е блокирана. Од тука некогаш организационо неприкосновен и финансиски црстиот Бетон е ставен на колена и е во потполн финансиски колапс, зашто освен платата, проблем се и банките. Врз основа на раскинувањето на договорот, банките кредитите што ги имавме земено за овој објект ги активираат целосно и ние блокираа сметката. Луѓето ја напуштија фирмата, дел од тие отидоа и во грчката фирма, дел отидоа во другите конкурентски фирми. Што со Бетон ќе се случува во иднина е крајно неизвестно, зашто фирмата нема ниту пари, ниту работници. Поведениот судски спор ќе биде тешка правна борба и долга процедура, а доколку Бетон во таа борба и победи, таа победа ќе биде голема, но најверојатно и пирова. Бетон е заглавен вокал, од кој излигувањето е крајно неизвестно. Оно што во случајов за некој е дилема, можеби во оваа прилика треба да е и прашање. Дали Бетон е жртва на политиката? Неговото вклучување во проектот Скопје 2014, големите пари кои преку него минуваа, минувањето на собственичката структура, бомби на Заев во кои се слушаше и Бетон и слични нешта. Можеби се причина и за ваквата судбина на Бетон, но и на вработените кои ни криви ни должни останаа без своите плати.